Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Костел има потреба од стручен кадар. Животот станува се поскап. Државниот завод за статистика измери 14,2% годишна инфлација. Продолжува карневалската традиција во Вевчани. Голем број деца во Струшко-Враништа учат веронаука. Поевтинува дизелот. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес студено утро, а во текот на денот времето умерено облачно со сончеви периоди. Беше измерена максимална дневна температура од 8 степени Целзиусови. Попладне ќе дојде до зголемување на облачноста, а вечерта нестабилно време со врнежи од дожд над 1200 метри врнежи од снег. Во текот на ноќта кон вторник врнежите ќе продолжат. Утре над британските острови времето нестабилно со врнежи од дожд кои се очекуваат и во централна и источна Европа, на Апенинскиот и на Балканскиот полуостров, над Алпите и над Скандинавија, како и на планините на Балканот, врнежи од снег. Во останатите делови од Европа времето стабилно со повремени сончеви периоди. На Балканскиот полуостров во вторник времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд на повисоките предели со врнежи од снег. На северот полуостровот стабилно со зголемена облачност. Максималните дневни температури во интервал од 4 до 14 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и ветер над 900 метри надморска височина, врнежи од снег. Во вечерните часови врнежите ќе престанат, ќе дојде до намалување на облачноста, што ќе донесе и постудено време со пад на температурите. Предпладне ветер од југоисточен и југозападен, а попладне североисточен и северозападен. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот, ќе бидат од -2 до +7, а максималните од 6 до 13 степени. Во Охрид во вторник времето облачно со врнежи од дожд, ветровито и свежо со слаб југозападен ветер. Минималната 2, дневната 8 степени, а во текот на ноќта во вторник врнежи од дожд и снег. Во среда умерено облачно време со сончеви периоди, минимална температура 2 степени, дневната 7. Во четврток студено утро со температура од -1, а во текот на денот времето умерено облачно со сончеви периоди. Ќе бидат измерени максимални 6 степени. Во петок не очекува претежно сончево време со локална облачност, сутринската -1, дневната 8 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Нема доволно обучен кадар од сите профили за работа во охридската компанија Костал. Оваа странска инвестиција од автомобилската индустрија во развојот се соочува и со инертноста на институциите на централно и локално ниво. Инвеститорите ги следат ефикасните процеси за работа, а од тоа зависи каде ќе вложуваат средства во нови проекти. Напоменува генералниот менаџер на Костал Македонија, од каде најавуваат нови проекти за оваа година. Од Костал Македонија најавуваат нови проекти и нови вработувања оваа година. Костал во моментов има над 1000 вработени во охридската фабрика за електроника, мехатроника и софистицирани делови за автомобилската индустрија. Во 6 годишното постоење компанијата вработува најмногу инженери во земјава и во развојот се соочува со два сериозни проблеми. Едниот е недостаток од стручни профили. Генералниот менаџер на компанијата Виктор Мизо при тоа напоменува дека за новите проекти имаат потреба од вработување на стручни профили. Нема доволно обучен кадар за секој вид на кадар, без разлика дали тој од средно училиште или од технички факултет, високо образование. Ние за сите тие нововработени креираме специјални обуки, процеси. За инженерите имаме една обука која се вика инженерна тренинг, така да во период од 6 до 12 месеци тие работат на подобрување на нивните вештини, адаптирање на потребите на нашата индустрија, каде што имаме голем дел на автоматизација, роботика и она кои се последни најнови технологии, кои во нашиот случај нити во Германија не се користат. Така да тоа значи дека ние овде имаме понапредни процеси на производство, дури и каде што е централата на фирмата. Виктор Мизо, генералниот менаџер, покрај проблемот со недостаток на стручни профили, ја посочува потребата од подобрување на бизнис климата во земјава. Мултинационалните компании бараат побрзо адаптирање на нашите регулаторни правила и процеси според глобалните стандарди, поголема активност на институциите кои се задолжени за помагање на странските инвестиции во решавање на предизвиците и проблемите со кои се соочуваат компаниите, наведува Мизо. Би апелирал поголем слух на институциите за решавање на она што се предизвиците и барањата на компаниите за олеснување, поедноставување на процесите, помалку бирократија и поголем професионализам во решавање на проблемите. Се соочуваме со инертност, се соочуваме со префрлање на одговорноста на некоја друга институција, ова не е наша работа или слично, или на некој да не сака да превземе одговорност или не сака да донесе одлука. И на тој начин, тој временски период за државните институции можеби тоа е, ако имате рок од 30 дена, 30-тиот ден ќе добиете одговор. Наместо за нас времето е пари. Колку побрзо се одлучи нешто, тоа е по-соодветно и по-ефикасно. Барањата на странските компании не се разликуваат многу од домашните, додава менаџерот на Костал Македонија. Најчесто странските инвеститори се погласни во своите барања, кои се услов за да станеме поконкурентни, за да се развива домашната економија. Инвеститорите ги следат процесите каде поефикасно се работи, а од тоа зависи каде ќе вложуваат средства во нови проекти. Нашата конкуренција е во источноевропските земји, Северна Африка, Кина, насекаде во светот. Ажурноста на сите институции на државно и на локално ниво се важни во нашиот процес и деполитизацијата на институциите е за добробит на државата, порачува Мизо. Трошоците на животот во 2022 година во однос на 2021 забележале пораст од 14,2%, а цените на мало од 12,6%, соопшти денеска Државниот завод за статистика. Движењето на индексот на трошоците на живот во 2022 година беше различно кај одделни групи на потрошувачката. Пораст на индексите е забележан во групите храна и безалкохолни пијалоци за 20,9%, транспорт за 19,5%, ресторани и хотели за 15,5%, домување, вода, електрика, газ и други горива за 13,3%,
разновидни стоки и услуги за 8,9%, мебел, покукнина и одржување на домакинствата за 8,6%, алкохолни пијалоци и тутун за 7,5%, рекреација и култура за 4,9%, здравје за 4%, облека и обувки за 1,8%. Движењето на индексот на цените намало во 2022 година, исто така беше различно кај одделни групи на производи. Пораст на индексите е забележан во сите групи, а најголем кај индустријско прехранбени производи за 20,1%, земјоделски производи за 16%, индустријско непрехранбени производи и тутун за 14,2%, пијалоци и услуги за 8,3%, индексот на трошоците на животот во декември 2022 година во споредба со декември 2021 забележа пораст од 18,7%, а индексот на цените на мало забележа пораст од 15,1%. На едно 4-члено семејство во декември минатата година му биле потребни 51.235 денари за задоволување на минималната синдикална кошничка. Според пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија, во декември 2022 година на 4-члено семејство му биле неопходни 19.226 денари за исхрана и пијалоци, 13.093 денари за домување, 3.050 денари за одржување на хигиена, а 3.668 денари за превоз. За облека и обувки едно семејство во декември требало да издвои 2.255 денари, за култура 1.067 денари, а за одржување на здравје 801 денар. Вкупно на едно 4-члено семејство му биле неопходни 43.163 денари за задоволување на минималната синдикална кошничка, а кога на тоа ќе се додадат трошоците на живот, односно инфлацијата од 18,7% или 8.071 денар, се доаѓа до бројката од 51.234 денари, прецизираат од ССМ. Карневалската традиција во Вевчани и годинава продолжува со многу хумор и сатира низ маските кои се уште автентично ја пренесуваат критиката кон општествените случувања. Традиционалниот маскенбал е надополнет со културно-забавна програма која започнува на 12 јануари со македонските поп-рок легенди. Годинешното издание, необременето со ковид протоколи, се очекува да го посетат голем број гости од регионот. Вековниот карневал во Вевчани и годинава ќе биде традиционален медиум и општествен коректор, надополнет со забава. Познатото дефиле на маски низ улиците на Вевчани започнува на 13 јануари придружено со игри и песни, а зетот и невестата празнично ја посетуваат секоја куќа во Вевчани и завршува во вечерните часови со полнење вода од вевчанските извори. Дефилето со несмалено темпо продолжува во раните утрински часови на 14 јануари, посетувајќи го домот на секој човек со име Васил. Манифестацијата завршува со традиционалното василичарско оро и палење на маските кои се уште автентично ја пренесуваат критиката кон општествено-политичките случувања од изминатата година, вели Спасе Кочовски, градоначелник на Вевчани. Вевчанскиот карневал е медиум, значи во недостаток тогаш е напечатани медиуми, па натака радио, телевизија, сега интернет. Вевчанскиот карневал е медиум. Значи, Вевчанскиот карневал и пренесува на власта, на владетелот дека нешто не чини, е коректор на власта. Вевчанскиот карневал има многу хумор, многу сатира и по многу нешта. Не само што е единствен и во Македонија, него единствен може да се каже дека е и во Европа и во светот. Од тие задржани карактеристики уште од самиот почеток. Повеќе од 16 години карневалот покрај традиционалниот маскенбал е надополнет со културно-забавна програма која започнува на 12 јануари и поделена е на забавна и народна содржина. Акцентот е на македонските изведувачи, а манифестацијата ќе отворат македонските поп-рок легенди. Ќе почне со легендарниот Венко Серафимов или со Гиш, не знам точно. Потоа доаѓаат Last Expedition, па Брука доаѓа, па после тоа се ДНК, па Студени нозе. Значи ќе има добра забава на 12. На 13 ќе бидат Баклава,
ќе биде Нино Величковски, ќе бидат Next Time, и сега ова ја не би сега многу да преудицирам, очекуваме потврда, каде што денеска ќе извештиме, очекуваме и потврда од Здравко Чолич, да биде гостин на Вевчанскиот карневал. Ова е второ карневалско издание кој ќе се реализира без поддршка од Министерството за култура, посочуваат организаторите. Ослободени од ковид протоколи, годинава се очекува 15 вековната традиција под маски да ја посетат повеќе илјадници граѓани од државава и регионот. Струшко Враништа е единствено село во земјава со православна младина. Речиси сите деца од 5 до 15 години секоја недела се на богослужба во црквата, пеат црковни песни, самоиницијативно учат веронаука, патуваат низ цркви и манастири, организираат хуманитарни акции. Сторија на Сонја Рилковска. Во Струшко Враниште силно се негува православието и верата. Тоа е единствено село во земјава каде има православна младина која брои 60 на деца од 5 до 15 години, кои секоја недела се на богослужба во црква, ги знаат и пеат црковните песни, учат веронаука, ја спознаваат библиската вистина, патуваат во цркви и манастири, организираат хуманитарни акции. Свештеникот и учителката здружено направија спој на верското воспитание и образовниот процес, за да ги воспитуваат децата да бидат честни, да почитуваат, сакаат и помагаат. Целта е младите да се научат на мудрост и човечност, да израснат во здрави и морални личности. Покрај црковните, значи, да имаме и едукативни активности со разни работилници, со одржување часови по веронаука, посета на манастири, цркви низ нашата татковина, па и пошироко. И многу сме среќни, бидејќи интересот на младите од ден на ден е се поголем и поголем. И со самото тоа воспитуваме и градиме една здрава младина. Сите деца пеат во црковниот хор, учат, играат и се дружат. Па во текот на службата ние ги слушаме молитвите и надвор во црквата играме, се дружиме сите заедно. Јас сум среќна кога ќе играме во дворов, надвор од црквава, и среќна сум кога натре ги слушаме службите и црквата кога ќе дојдеме многу ни е убаво. Ги слушаме молитвите. Верата е сршта на човековата личност. Верското воспитание е потребно за меѓусебно разбирање. Пред 2 години, од прилика со благослов на Отецов, започнавме со некои активности кои што ги имаме и со слава на Бога се надеваме дека уште долго ќе обстојуваме. Потек имаме 2 хуманитарни акции. Едната е со прибирање на зимници за помош на сиромашни семејства. Изучувањето на собствената вера е зачувување на вистинските вредности кон кои сите треба да се стремиме, велат родителите. Нашиот отец премногу се труди за сите деца да ги воведе во нашата религија, да се православни христијани, да знаат и песнички, им дава и причест. Веронауката има за цел да ги поттикне учениците на одговорно однесување во училиштето, во семејството и во животот, да развиваат дух на толеранција и почитување на различностите меѓу луѓето. Дизел горивото од полнок поевтинува за 1 денар за литар, а цената на бензините останува иста, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,4%. Новата малопродажна цена на Евродизел БС ќе изнесува 80,5 денари за литар. Евро Супер БС 95 и понатаму ќе се продава за 79, а Евро Супер БС 98 за 81 денар за литар. Со одлуката на регулаторна за половина денар се намалува и малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство и ќе изнесува 79,5 денари. За 1,372 денари за килограм поевтинува и мазутот и ќе чини 39,283 денари. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Повторно заплови товарниот брод кој утрово се насука во Суетскиот канал во Египет, информираше фирмата за услуги на каналот Let Agencies. Според компанијата, управата на Суетскиот канал го спасила бродот MV Glory кој заглави од засега непознати причини во близина на градот Елкантара во покрајината Исмаилија, пишува Deutsche Welle. Се вели дека треба да се очекуваат само мали доцнења со другиот сообраќај. Официјалните лица немаат детали за тоа што го натерало бродот долг 225 метри да се насука, брод кој носел 65.000 тони пченка од Украина со крајна дестинација Кина. На него се веело знамето на Маршалските острови. Во Бразилија денес е мирно по вчерашниот упад на приврзаниците на бившиот председател Жаир Болсонаро во парламентот, Врховниот суд и председателската палата, додека полицијата кажа дека се уапсени најмалку 400 луѓе. На безбедносните сили им требаат 3 часа да ја повратат контролата врз трите згради, растурајќи ја толпата со солзавец. Бразилските власти почнаа истрага откако демонстрантите не наидоа на силен отпор при влегувањето во трите федерални згради во кои што кршеа прозорци, мебели, компјутери и уништуваа уметнички дела. Гувернерот на Бразилија е отстранет од функцијата зашто не презел ништо да ги запре нередите. Врховниот суд и нареди на војската да ги растури камповите на приврзаниците на Болсонаро, поставени низ целата земја, на полицијата ги уапси демонстрантите кои се уште се на улица. Поддржувачите на Болсонаро бараа војската да интервенира и да го собори новоизбраниот председател Лула да Силва, кој го обвини Болсонаро дека ги поттикнал демонстрантите со своите неосновани тврдења за изборна измама. Полицијата во Тексас започна опсежна потрага по гостин во ресторан во Хјустон кој убил разбойника, потоа им помогнал на другите ограбени гости да си ги соберат парите. Инцидентот е снимен од надзорни камери во ресторанот Ранчито 4 Такерија во југозападниот дел на Хјустон, а на снимката се гледа како мажот ваѓа пиштол и отвора оган кон разбойникот. Полицијата подоцна открила дека разбойникот влегол во ресторанот со пластичен пиштол. Полицијата преку соопштение за медиумите наведува дека не поднела пријава против човекот кој губил разбойникот, но нагласуваат дека сакаат да разговараат со него за неговата улога во пукањето. Томас Никсон, поранешен полицаец во Хјустон, сега адвокат, објасни дека гостинот ги има своите права според законите во Тексас. Пластичните предмети за еднократна употреба, како прибор за јадење, чаши, чинии, ќе бидат забранети во Англија со цел да се намали загадување со пластичен отпад, потврди британската влада. Бројките сугерираат дека Англија секоја година користи околу 1,1 милијарди чинии и 4,25 милијарди парчиња пластичен прибор за јадење, од кои само 10% се рециклираат на годишно ниво. Студијата открива дека пластичните предмети кои се употребуваат за храна, за носење и пијалоци го сочинуваат најголемиот дел од океанскиот отпад. Вакви слични забрани започнаа да воведуваат Шкотска и Велс, а британската влада веќе ги забрани пластичните цевки за еднократна употреба, мешалките и стапчињата за уши во 2020-та. Но, иако со ова ќе се забранат пластичните чинии и приборот за храна и пијалоци во рестораните и кафулињата, пластичните материјали ќе продолжат да се продаваат во супермаркетите. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Довидување.